Метео Велес. Чекор пред времето. Метео Велес, 3 март 2023 година, петок. Во овие моменти некаде после 18, некаде околу 19 часот, има понекаде врнежи, јужно-велешкиот регион, југозападно велешкиот регион, северо-западниот дел од велешкиот регион, понекаде и грмотевици. Има и во текот на вечерните часови, понекаде врнежи, меѓутоа поизразени ќе бидат во текот на утринските часови и преку денот сабота. Тоа може да се види и во другата видеоанимација и ќе видиме дека слични се појавите на врнежи. На едната анимација може да видиме црвенкаста боја, тоа значи каде ќе има врнежи од снег. На другата анимација белите точки значат каде ќе има врнежи од снег. Тоа ќе биде на повисоките места над 1500 метри, а додека можно е микс снег дожд да има и над 900-1200 метри. На ниските места ќе има само дожд. Гледаме значи во утринските часови ќе има врнежи, да кажам дека поизразени врнежите ќе бидат во нешто околу јужно-централните делови, потоа нешто околу Тиквишијата, но поизразени ќе бидат во Пелагонискиот, југозападниот регион, Охридско-Преспанскиот регион, Ресенскиот регион, Дебарско, Кишевско, западниот регион. Таму би биле поизразени врнежите од дожд, околу Кожук, ќе има и во остараците делови од државата врнежи од дожд, но понекаде ќе бидат поретки. На моменти врнежите може да бидат и со пороен карактер, што значи дека во текот на утрешниот ден, нешто во недела, вкупната количина на врнежи може да надмине и над 30 литри на метар квадратен. Во просек некаде помеѓу 15 и 25, но може некаде да биде и околу над 30 км на час. Има и локална појава на грмотевици, што значи дека можно е некаде да има и појава налик на нестабилно време. Значи околу Суловска глава во западниот дел од државава ќе има врнежи од снег, поретки ќе бидат повремени, и да кажем дека преку денот сабота поретко ќе има појава на сончеви периоди, претежно ќе биде облачно, некаде може би и да не заврнич, меѓутоа во поголем дел од државата ќе има локални врнежи од дожд, што значи дека некаде ќе бидат и поизразени, ќе има и околу Велешкиот регион, па и во Велешкиот регион, Скопскиот регион, потоа гледаме дека и во Источниот регион ќе има, северо-источниот дел ќе има врнежи од дожд. Некаде околу Кривопаланичко, па и Беровско можно и да има и појава на снег на повисоките места. Околу Кожук исто така. Грмотевици ќе видиме каде би имало. Еве, гледаме дека грмотевици ќе има во југо-западниот дел од државата, значи некаде Пелагониско, Охридско, Ресенско, Преспанскиот регион ќе има грмотевици. Врнежи се очекуваат и на југоистокот од државата, меѓутоа малку послабе за разлика од оние во југозападниот дел од државата. Значи ова е што се однесува преку денот на сабота, потоа постепено врнежите ќе се намалуваат. Ќе има и во текот на ноќните часови сабота кон недела, за да во текот на денот недела, некаде околу раните утрински часови, некаде до предпладневните часови ќе престануваат врнежите од дожд и постепено во попладневните часови и следните денови ќе има постабилно време, што значи дека температурите ќе бидат позитивни и ќе има пораст на дневните температури. Хајде да кажеме и за женскиот празник 8 март. Знаеме ние дека март е девот умна и женскиот празник така може знае да биде и добро и сончево и да задува ветер, а можно и да има појава на врнежи. Меѓутоа, сепак малку е порано да кажеме каде би имало врнежи и доколку би имало врнежи за времето на 8 март, тој ден. Според GPS моделот, тоа значи дека на повисоките места, но доколку гледаме на икон и на ЕЦМФ, тоа значи дека може и на некои пониски места за време на 8 март да проврнува. Но за 8 март посебна прогноза ќе се даде кога ќе дојде време. Ете тоа што се однесува за временската состојба во Македонија. Гледаме дека понеделник, вторник, среда нема да има врнежи и доколку ги има тоа ќе бидат изолирани врнежи. Ќе има пораст на дневните температури, можно некаде температурите во текот на утринските часови некаде да потпрнат и степен 2-3 под нулата, меѓутоа тоа ќе биде на некои места што се на повисоките реони од државава. Ете такво време се очекува во текот на следните денови. Ќе има умерен до засилен ветер, претежно од јужен правец, југозападен правец, некаде може да биде и засилен и уште еднаш да речам дека во ноќните часови
петок кон сабота ќе има понекаде врнежи, меѓутоа поизразени би биле во текот на утрешниот ден сабота. Во повеќе места во државата, некаде може да бидат и од поран карактер, ќе има и појава на грмотевици и некаде може да биде налик на невреме, краткотрајно. Ете тоа од Метео Велес што ви подготвивме за следните неколку дена. Ви благодарам на вниманието и секој добро. Метео Велес. Секор пред времето.